Денеска, спротивно од деловничките одредби, председателот на Комисијата за надворешни работи, господинот Антонио Милошовски, работи со седницата за надворешни работи без кворум. Основно правило, според деловникот, е дека комисија не може да започне со работа додека нема кворум, односно потребен е кворум за да се утврди дневниот ред. Значи, во моментот на утврдување на дневниот ред, во комисијата немаше потребен број на парламентарци, односно пратеници, и затоа одржувањето на оваа комисија е всушност спротивно на деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. Одржувањето на денешната седница на Комисијата за надворешни работи и од претходно стана безпредметно заради неколку причини. Прво, председателот на Комисијата за надворешни работи не го известил председателот на Собранието за одржувањето на комисијата, што е во состав на практиката на работа на Собранието на Република Македонија. Второ, во владата вчера започна постапка за прекинување на номинацијата, на номирањето на господинот Александар Николовски за наш амбасадор во Брисел. И трето, поради тоа и поради неизвестувањето на председателот на Собранието, парламентарното мнозинство реши да не учествува на комисијата затоа што одржувањето на комисијата беше безпредметно. Меѓутоа, и покрај тоа, некако насила, сакајки да создаде привид дека се тука членовите и повикувајќи други пратеници од пратеничката група или како да ја наречам на ВМРО ДПМНЕ, господинот Антонио Милошевски се обиде да представи дека нормално си работи комисијата, меѓутоа не е така. Значи, комисијата работеше без кворум, спротивно на деловникот и според тоа сметам дека дали ќе одлука или заклучок или било што таа комисија ќе биде безпредметно и нема да биде релевантно. Пратениците од мнозинството беа ли на оваа комисија? Не беа, токму за тоа ви зборувам. Значи, пратениците од мнозинството не бевме, членовите на комисијата или замениците членови не беа на таа комисија затоа што незиното одржување беше безпредметно од овие причини што ви ги спомнав.